Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Завршија геомеханичките испитувања на земјиштето каде се планира да се гради малата акумулација Арамиска чешма на Пониква. Средствата за испитувањата во висина од околу 40.000 евра ги издвои општина Кочани од сопствениот буџет. Стручните екипи од Градежниот институт Македонија ги завршија теренските истражни работи за проектирање на браната Пониква 1 во местноста Арамиска чешма на Осаговските планини. Со испитувањата направен е ископ на бунари по оската на браната со длабочина до 4 метри. Исто така извршено е геотехничко картирање на јадрото од дупнатините, при што се добиени почетни и задоволителни резултати. Завршени се скоро сите теренски истражни работи, со тоа што извршено е истражно бушење на 3 локации на профилна брана Пониква 1 и истражни бунари. Земени се соодветен број на проби согласно тендерската документација и доставени се за анализа. Во тек е изработката на елаборатот од изведените геотехнички истражувања за брана Пониква, така да врз основа на добиените податоци од лабораторија, осознените податоци од терен, од картирања и утврдување на потенцијални локации за позајмишта на градежни материјали, во најскоро време ќе биде изработена комплетно документацијата за брана Пониква 1. Првите впечатоци се сосема солидни, така да локацијата според идејата за која што е наменета сосема одговара и очекуваме во блиска иднина на локацијата каде што стоиме веќе да има изградено брана. Капацитетот на идната брана на Осаговските планини е 53.000 кубни метри. Вода која што е наменета за водоснабдување на селата Рајчани, Нивичани и Пантелеј. Исто така ќе се користи и за водоснабдување на туристичката населба на Пониква, што е основа за идниот развој на планинскиот туризам. За развој на туризмот понатаму неопходно е секако водоснабдувањето. Од тие причини ние како локална самоуправа, како општина издвоивме средства за проектирање, односно за проект со кој ќе биде предвидено, односно ќе бидат направени сите предмер пресметки за изградба на браната на ова место каде што сме денеска. Денеска од страна инженерот бевме информирани за она со што се сретнуваат овде на лице место, заедно со стручните служби од општината Кочани, се со цел да бидеме поблиску запознаени со состојбата на теренот и секако наскоро очекуваме проектот да биде завршен, каде што ќе ги добидеме и предмет пресметките за цената, за да секако пристапиме понатаму со калкулации како и на кој начин ќе биде финансирана изградбата на ова брана, која, како што реков, е од огромно значење за развојот на туризмот и на цела Пониква. Освен за водоснабдување, водата од акумулацијата Арамиска чешма може да се употребува и за производство на вештачки снег, а во следната фаза да се овозможи и незино прилагодување за екстремни зимски спортови. За техничките испитувања на теренот за изградба на браната Пониква 1 од општинскиот буџет на Кочани беа издвоени 2,5 милиони денари. Оризот е во фаза на зреење и може добро да се процени дека според климатските услови кои беа благонаклонети, оваа година се очекува добар принос и квалитетна оризова арпа. Жетвата би требало да започне навреме околу крајот на септември. Како и сите други земјоделски култури, така и оризот во текот на развојот поминува преку одредени фази. Со сеидбата од ротање на семето, преку поникнувањето, братимење и формирање, цветање, оплодување и последната фаза во која моментално се наоѓа оризот, зреењето. Секоја фаза си бара одредени климатски услови. Стручните лица истакнаа дека оваа година климатските услови беа прилично благонаклонети за развојот на оризовото растение, така што по жетвата се очекува да се добие добар принос и квалитетна оризова арпа. Добар принос е сепак релативна работа, истакнуваат стручните лица. Кај нас во нашата држава во последните години приносот статистички, значи тоа се официјални податоци кои се објавени во статистика, се движи негде околу 6000 килограми. Меѓу тоа веќе европските приноси
значи на територијата на Европа производителите постигнуваат повисоки приноси, еве до нас е Грција која има повисоки приноси, така да 6000 килограми се добри приноси, меѓутоа во светски, да речеме, прилика ако се мери во светот, таму има многу и пониски приноси, меѓутоа за европски прилики веќе 6000 килограми не е висок принос, туку е некој среден принос. Реков дека има и повисоки приноси. Мислам дека околу 8000 килограми, кога би стигнале просечно, велам, би бил добар приносот. Иако кај нас одредени оризопроизводители произведуваат и над 8000 килограми и 9 дури до 10.000 килограми од одредени сорти. Инаку жетвата би требало да започне навреме, вели доктор Андов. Жетвата треба да започне во моментот кога оризовата арпа има негде околу 20 до 21-22% на влага, значи тогаш е моментот на започнување на жетвата, така да ние не треба да чекаме да закасниме со жетвата, бидејќи ако се закасни жетвата и се чека до сушување на оризовата арпа, значи на поле, тогаш може да се случи да има и пониски рандмани, значи да се намали рандманот. Но во зависност од тоа кога е сејан оризот, мислам дека крајот на овој месец септември треба да почне од жетва на одредени сорти кои се со пократка вегетација, додека Сан Андреа е нешто со подолга вегетација, во зависност од тоа во кој полиња е сејан. Тоа им е познато на земјоделците дека во одредени делови, односно каде што се користи вода од брегалница, односно потопла вода, таму и побрзо созрева културата, така да таму и жетвата може да почне, значи крајот на месец септември или почетокот на октомври. Оваа година во Кочанско има засејано околу 4000 хектари под оризова култура, а се застапени повеќе сорти на ориз, меѓу кои најдоминантни се италијанските сорти, но доста ги има засејано и турските сорти. Сепак, најбарана и најзастапена меѓу земјоделците се уште е сортата Сан Андреа. Инаку, додава професор Андов, дека најголем проблем од секогаш па и сега, земјоделците имаат околу заштита од плевели, употребата на минералните ѓубрива. И за оваа проблематика постојано доаѓаат и се интересираат и бараат совети од стручните лица. Викендов Кочани ќе биде домаќин на ридско-брензинската трка од државниот шампионат во автомобилизам. На трката ќе учествуваат 30 напреварувачи од Македонија и странство. Викендов на патеката кон Пониква на должина од 6 км и 400 метри ќе се одржи авторели трката Кочани 2019. Надпреварот, кој е дел од шампионатот во автомобилизам на Македонија, е во организација на авто и картинг клубот Custom Car Racing Team од Скопје, со техничка подршка од Автомобилистичката федерација на Македонија и неколку компании од Кочани, а под покровителство на општина Кочани. Подготовките за трката ќе почнат в петок попладне со верификација на технички преглед, а в сабота во 11 и 12 часот закажани се два тренинга. Свеченото отворање на трката е в недела со почеток од 10 часот и 30 минути, а двете возења се во 11 и 12 часот. Според најавите на организаторот, патеката годинава ќе ја возат 25 домашни и 5 мина автомобилисти од странство. Прогласувањето на најдобрите и доделувањето на наградите е закажано за внедела во 14 часот и 30 минути. Овој автомобилски надпревар минатата година се врати во календарот на надпревари од шампионатот на Македонија, откако имаше пауза од 10 години. Поради одржувањето на автотрката Кочани 2019, в сабота и недела ќе биде затворен за сообраќај патниот правец Кочани Пониква на потегот над градската депонија до шумската кукичка Пашаджиково. Во Кочани формиран нов ракометен клуб под име Кочанец. Истиот беше промовиран пред кочанската јавност, а основачите рекоа дека со членовите ќе работат стручни лица, професори по физичко воспитување и поранешни ракометари. Уписите се во тек. Во Кочани започна со работа новоформираниот ракометен клуб Кочанец.
На прес пред јавноста беше промовиран клубот, а основачите ја истакнаа идејата за негово формирање, чија главна цел е развивање на спортскиот дух кај младите во Кочани и соседните општини. Идејата е многу поодамна да го формираме Кочанскиот клуб, да се вратиме за поназад, да се сетиме на успесите што ги имаше Кочани како ракометен клуб во машка и женска конкуренција. И затоа ентузијастите на овде што се сите на оваа маса, значи се собравме и решивме, значи, да го отвориме овој клуб и да го вратиме сјајот на ракометот во Кочани, градот што познати по фудбалот, значи секако беше претходно познати по ракометот. Тренинзите ќе се одржуваат понеделник, среда и петок од 19 до 20 часот во спортската сала во Основното училиште Никола Карев и вторник и четврток од 18:30 до 19:30 во спортската сала во Основното училиште Малина Попиванова. Со децата ќе работат стручни лица, професори по физичко и здравствено воспитување и поранешни ракометари. Тренинзите ќе ги одвиваат неколку еминентни луѓе. Зборам ќе почнем со колегата професор по физичко Славијан Паунов, сегашен се уште активен тренер, голман во прва лига во Радовиш. Бившиот ракометар исто така голман, професор по физичко Александар Шалевски, јас професор по физичко Благој Петров и докторот Оливер, вака ќе го наречам доктор, ама тој е исто така поранешен ракометар. Освен споменатите лица, Петров додаде дека ќе има вклучено и дополнително лице кое ќе работи со девојчињата. Уписите се во тек и сите заинтересирани од Кочани и соседните општини може да се пријават и запишат во споменатите термини. Со децата ќе се работи во две нивоа. Посебно за помалите од 7 до 8 години ќе биде вклучена и корективна гимнастика. За почеток ќе се запишуваат деца од 7 до 14 години, а до година членови на клубот ќе може да бидат и повозрасни над 14 години. Клубот е регистриран како ракометен клуб и реквизитите и целосната опрема која е потребна веќе е набавена. Месечната членарина изнесува 600 денари, а во текот на месецот ќе се реализираат од 12 до 18 тренинзи. Андреј Стојанов од Кочани, кој боледува од церебрална парализа и за кој Канал 8 неколку пати информираше. Задоволен од успешноста на двата третмани во Русија, продолжува со освојување на битката за подобрување на здравствената состојба. За третиот третман, кој одамна требаше да се реализира, потребни се 11.000 евра. Ги моли сите хумани граѓани за помош. Наташа и Андреј Стојанови од Кочани продолжуваат со битката за подобар и поквалитетен живот на Андреј. Првиот и вториот третман со матични клетки во Русија завршија успешно и тие се вратија со големи здравствени придобивки. Андреј се чувствува значително подобро во однос на говор, движење на раце и нозе и држење на телото. Од Русија се вратија полни со емоции, убаво пречекани од стручните лекарски тимови и задоволни од реализацијата и успешноста на третманот. Сега битката за поквалитетен живот и подобро здравје на Андреј продолжува. Првично беа потребни 22.000 евра, за вториот 9.000. Сега за третиот третман се потребни околу 11.000 евра, а истиот Андреј требаше да го реализира во мај, но поради недостиг на финансиски средства се уште не е заминат за Русија. До сега се собрани помалку од половина од средствата, недостигаат уште 6.000 евра. Затоа Андреј и неговата мајка Наташа ги молат сите хумани граѓани повторно да им излезат во пресред за да го продолжи лекувањето. Андреј Стојанов боледува од церебрална парализа. Лекарите од Русија со неколку третмани му ветуваат подобар и поквалитетен живот. Затоа и Стојанов е упорен и до крај ќе се бори заедно со хуманите граѓани да ја победи болеста и да може нормално да живее. Хуманите граѓани може да донираат на жиросметката на Андреј Стојанов во Тутунска банка со број 210 750 62 33 61 и на телефонскиот број за донации на Мобимак 070 143 110. Следува информацијата од спортот. Фудбалската школа Фудбал Старс од Кучани ги превршува подготовките за настапот во предстојното првенство во детската и јуниорската лига на Македонија.
Новина што освен на теренот во горни подлог, тренинзите се изведуваат и на спортските терени кај гимназијата, а започнува и фудбалска школа за девојчиња. Фудбалската школа Фудбал Старс им олеснува на своите членови во реализирањето на редовните тренинзи и подготовките за настап во престојното првенство, со тоа што активностите почнаа да се извршуваат и на спортскиот терен кај гимназијата. Голем број млади фудбалери кои се надпреваруваат во различни категории на детската и јуниорската лига тренираат на вештачка трева под рефлектори. Со тоа им се овозможува и на оние ученици кои се во втора смена да ги извршуваат редовните тренинзи. Од викендов започнуваме со лигата, веќе официјални надпревари. Ке играме. Летниот период учествувавме на повеќе турнири, континуирано работевме, имавме само мал прекин, така да надевам се дека спремни ке го почнеме првенството. Од стручниот штаб на Фудбал Старс велат дека се задоволни од досегашната работа со младите генерации фудбалери, особено што клубот располага со талентирани играчи, поради што е задоволство и за тренерите кои работат со најмладите категории. Во моментот во Фудбал Старс тренираат околу 100 деца во сите возрастни категории, кои ќе бидат и дел од екипите што ќе се надпреваруваат во младинските и детските лиги. Од оваа сезона во школата почнува со работа и екипа во женска конкуренција. Во работата на нашата школа, како тренер, се активира од денес Станкица Атанасова, која ќе работи со девојчиња, исто има интерес. Во нашата школа имаме девојчиња, така произлезе идејата да ја вклучиме и Станкица Атанасова, која е лиценциран тренер. Запишувањето на девојчињата е од генерацијата 2012 и повозрастни. Од Фудбал Старс рекоа дека паралелно со тренинзите во Кочани ќе се одвива работата и на теренот во Горни Подлог, кој е матичен за сите екипи и каде што и сезонава, како домакини тие ќе ги играат надпреварите. Почитувани, истовременската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.